Добар ден и добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Многу заболувања се пропратени со покачена температура. Обично таа е првиот симптом за болест. Покачената температура кај децата ги загрижува родителите. Дури и умерено покачената ја доживуваат како голема опасност за детското здравје. Но дали е тоа навистина така? Дали покачената телесна температура е пријател или непријател на детето, ќе ни појасни доктор Митка Тренчева, педијатар во ПЗУ. Доктор Митка Тренчева, докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам и добро ве најдов, како што се вели. Сите знаеме дека покачената температура е реакција на организмот, на некое воспаление, може би да вирусно, бактериско, габично и така натаму. Ќе ни појасните во текот на емисијата што се може да предизвика покачена температура и таа има добри и лоши страни. Па сега, како можеме да ја доживееме температурата кај детето? Дали е таа пријател или е непријател? Па поред да почнеме точно дека температурата е симптом. Не е болест и е симптом освен на инфекција, вирусна или бактериска кај децата и кај многу други состојби, разни оштетувања на ткива, кај некои тумори, кај некои хронични воспалителни процеси, па дури и состојба после некоја вакцинација може да се покачи температурата. Така да секогаш е само знак од склоп на некоја ситуација. Меѓутоа, покачената температура не треба секогаш априори да ја сметаме за непријател, туку таа ни укажува на некоја состојба во организмот, односно најчесто, бидејќи таа се јавува во склоп кај децата кога зборуваме, повеќе при вирусни или бактериски инфекции, како ситуација која што овозможува еден имунолошки процес, при која што при покачената температура се мобилизираат белите крвни зрнца во организмот, односно леукоцитите, тие се тоа така наречена, односно нашата одбрана, со кој што организмот се брани од вирусите или од бактериите, што значи таа во овој случај е корисна и не треба да се плашиме од неа. Сега, во зависност од висината на температурата, родителите ги плаши, поготово по високата температура, која што може би ќе треба понатаму ќе разговараме да ја симнеме, меѓутоа пониската температура не треба да се симнува со тоа што ние всушност ја скратуваме на некој начин одбраната на организмот и го продолжуваме процесот на болест. Така да према некои автори дури е докажано дека ако се побрзо реагира за симнување на температурата по секоја цена, се продолжува болеста дури за 2 до 3 дена повеќе отколку што би се очекувало. Што би требало да трае. А колкава е нормалната температура кај детето и дали покачената температура од 37 или 37,1 се смета за фебрилност? Па не, во принцип не, инаку нормална температура е она која што е над 30, од 36,1 до кај 37, боглавном децата имаат околу 37 степени Целзиусови, меѓутоа таа има и дневни варијации, така да во утринските часови таа е пониска, додека во попладневните часови е повисока, така да кај деца кои што се многу повеќе физички активни, малку повеќе облечени, па под влијание на надворешната средина и во игра може да биде и повисока, и до 37,7 и да се смета за нормална, бидејќи тие имаат во тој период малку покачен базален метаболизам, што значи не треба 37 по принцип со 1 да ја сметаме за покачена температура. Потоа висината на температурата зависи и каде ја мериме, бидејќи постојат повеќе места каде што може да се измери. Може под мишка, кој што е најстандардно и најточно и најчесто се употребува, меѓутоа и најдолго таму се мери температурата. Колку време треба да стои топломерот под пазовите? 5 минути, дури и до 10 некош кај децата, бидејќи тие се вознемирени, плачливи и не можат да го држат топломерот, кој што треба секојаш да биде сув,
чист и да се стави подмишка директно на кожата. Кожата не треба да биде влажна и спотена за да ја покаже точната температура. Потоа може да биде и ректално измерена, поготово кај доенчињата, новороденчињата, кога мора да се измери акутно, таму е и брзо, и кај дете што не соработува, тогаш таа и повисока и нормално е повисока за 0,5 степени отколку она температура измерена под мишка, односно под аксилата. Исто така постои мерење и сублингвално, што велиме ние во уста, под јазикот. Ова се советува на родители што имаат поголеми деца на 5 години, над 5 години, бидејќи тие треба и да соработуваат, нели постои опасност да се скрши топломерот па да направат труење со живата, значи кај поголемките деца, како и мерење може да биде и во уво, во надворешниот ушен канал, а постојат и така овие се живини и електронски дигитални термометри, кои што се побрзи. Да, тие се побрзи, но кои се попрецизни? Попрецизни. Така е, па сепак попрецизни се уште се живините термометри, кои што покажуваат соодветната температура, а инаку имаме и овие, така за ориентационо и брзо мерење на температурата, инфрацрвените безконтактни термометри кои што се принесуваат на чело или на слепочница и кои што всушност се најкомотни затоа што ја мерат за неколку секунди за разлика од овие другите кои што ја мерат за неколку минути или повеќе. Меѓутоа другите се попрецизни. Меѓутоа што е најважно кај температурата? Сепак не е толку битно висината на измерената температура, туку треба да се следи состојбата на детето. Така, некогаш децата имаат покачена температура и покрај тоа се активни и си играат. Така е. Некои вирусни заболувања, например, како што е тродневната грозница, кои што се ова кај помалите деца втората, третата, од првата до третата година, точно така и постапуваат, имаат покачена температура, која што може да биде и прилично висока, и 39 и со 5, а децата после симнувањето се многу активни, јадат, пијат, се однесуваат најнормално и тоа не треба да не загришува и веднаш да трчаме на доктор. Меѓутоа, има состојби каде што и со пониска температура децата се чувствуваат поизнемоштени, малаксани се, така е, нерасположени, не пијат, не јадат, одбиваат да јадат повеќе, лежат, не се активни и тогаш можеби тоа повеќе ќе не загрижува, значи не е битна висината на температурата, колку состојбата на детето која што родителот треба да ја прати секојаш ситуацијата, така да дури и се ревидирани некои ставови во однос на висината температурата, ние како што мислиме дека нели над 38 со 5 треба да се даде средство за симнување на температурата или да се покажа на друг начин да се симне со физички температурата, може некојаш и заради дискомфортот на детето, кој што ако е плачливо, нерасположено, кенкаво, постојано не јаде, одбива и да пие течности, може понекогаш ќе има потреба и на малку пониска температура. Значи, да се интервенира. Так, да се интервенира. А што значи средно висока температура? Која температура е пак висока? Од 38 до 39 се смета за умерено покачена температура. Умерено покачена до 39? Да, над 39 е висока температура и околу 40 и повише е хиперпирексија веќе, околу што треба веднаш да се интервенира. Субфебрилност е до кај 38. До кај 38. Веќе споменавте дека треба да ја пратиме состојбата на детето, а не висината на температурата. Сепак, кога би требало да почнеме да ја симнуваме температурата, еви доколку детето не се чувствува многу лоша, а има температура на 38 со 5, треба да почнеме да тушираме? Треба да симнуваме, меѓутоа со физички средства, односно со туширање, да се обидеме со разладување, со поење на повеќе течности. Значи детето може да најдобар начин за симнување со овие физички средства, односно со туширање, со туш текуча вода, да не биде ставање во кадичка, бидејќи со истата вода, нели брзо ќе се затопли таа, па ќе изгуби својата функција и водата да не биде ладна, бидејќи стрес на организмот ќе се направи, него треба да биде млака, дури околу 1 до 2 степени да биде пониска од телесната температура, така по 10 минути да се тушира детенцето во текот на 1 час, да се обидат неколку пати и можеби ќе се симне и ќе нема потреба за давање на лекови за симнување на температурата, а во исто време треба да се зголеми внесот на течности, односно на децата да им се понудуваат што повеќе течности во вид на вода,
супа, чорбички, чаеви, бистри сокови и така натаму, бидејќи при температурата нели се губи поголема енергија, се оддава топлината и преку кожата и преку заврзаното дишење се испарува и децата губат доста течности. А доколку детето има треска, се тресе и качува температура, треба ли да почнеме со некакво разладување или пак со затоплување за да ја качи температурата? Треската е состојба кога температурата веќе се качува над 38 и расте и во тој случај доаѓа до мобилизација на крвотокот кон централниот дел на телото со цел да се одбрани организмот, при што екстремитетите, односно рацете и нозите се ладни, студени, марморизирана кожа, меѓутоа челото е врело и во тој има тресење на целото тело и во тој случај треба детето да се покрие лесно за да се стопли и кога ќе ја постигне целната температура што се случува во организмот, нели во зависност од сериозноста на инфекцијата, во тој случај треба да се открие и да почне веќе оладувањето, односно средствата за симнување на температура. Значи, во првиот момент добро е да се покрие. Веќе споменавте дека првиот чекор е разладување со млака вода, односно туширање. Да. Што велите за онаа препорака да се користат масажи со алкохол? Ставовите на педиатрите се поделени. Се поделени точно, порано навистина многу често се употребуваше, се смета дека поготово однос пола, односно 1:1 еднакви делови, дека може брзо ја суши кожата, настанува вазоконстрикција и во првиот момент може веќе ја намали, меѓутоа веднаш се враќа топлината на телото и плюс тоа може би заради испарувањето на алкохолот може да детето го вдишува алкохолот, па да речем и да си ги опијани дечињата, поготово бебињата. А што велите за онаа практика да се стават облоги со оцет и вода на дланките, на стапалата? Некои родители мачкаат и сенф на стапалата, во ние групи на родителство најразлични совети се среќаваат како да се симне високата температура кај децата. Така, точно така е. Сепак има некоја вистина во искуствата на постарите генерации, бидејќи тие со искуство се стекнале со овие начини, поготоа што порано и немало начин како да се нели поинаку симне температурата за разлика од денес со моќните антипиретични лекови, така да има во тоа вистина употребата нели на поготово јаболков оцет, натупување на чорапчињата и ставање на ноџињата, па не знам, мачкање со сенф, дури сенф некои стават и во кадичката малку заедно со морска сол да се симне температурата, па рендан компир и така натаму. Има и па дури мислам и со кромиците, тие може би да се обидат, нема да наштетат, нели? Ако поготово не се употребуваат други средства за симнување на температурата. Кај температурата е важно дека родителите да имаат на ум, често се употребуваат и различити прашоци кои што содржат освен парацетамол некоја количина, нели други средства против кашлица, против течење на нос. И ако се употреби антипиретик, да не се сумираат ефектите, па да дојде понекогаш и до несакани нели големи дози интоксикација, односно предозирање на организмот од овој тип на лекарства. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076 677. Зборуваме за покачената температура во детска возраст, на каков начин и кога треба да почнеме да симнуваме, кои се причини доведуваат до неа. За сето ова подетелно од разговорот со доктор Митка Тренчева, педијатар во ПЗУ доктор Тренчева, таа ќе даде одговори на бројните наши, но секако и вашите прашања, почитувани. Ајде да разјасним уште една дилема, доктор Тренчева. Обично порано старите велеа, кога детето ќе качи температура, убаво да се загрее, да се покрие со кебе, за побрзо да се препоти и на таков начин побрзо да се симне температурата. Да се применува ли ова? Не, токму тоа рековме дека само во треската. Кога само има треската треба да се покрие, инаку детето треба да е во лесна облека, лесно откриено, за да може да оддава температурата и да се пристапи кон било кој начин сега ќе одбереме, нели рековме постапно. Значи разладување наместо затоплување. Да, наместо затоплување, точно. Ги споменавте антипиретиците, односно средствата за намалување на покачената телесна температура. Ги има различни видови, парацетамол, ибупрофен се најчистите. Да. Во кој момент да дадеме вакво Значи средство? температура, ако детето е добро,
добра општа состојба, еве дури има и 39, значи ќе се покуша физички. Нали со туширањето со млака вода да се симне температурата. Меѓутоа ако не се симне, делува измачително на детето. Има долга температура, треба да се употреби, нели? Во праксата се користат попопуларен, барем досега беше парацетамолот, меѓутоа сега и ибупрофенот се користи за симнување на температурата. Само треба да се дадат во доволни дози, во вид на сирупчиња кај децата, по орален пат, кој што е природен физиолошки пат на давање, меѓутоа треба да се дозират према телесната тежина, а не према возраста, бидејќи имаме различити дечиња со тежина и помали и поголеми на иста потешки и послабички на иста возраст. Така, ова е еден убав совет, значи да се дозира според телесната тежина, а не според возраста. Така, зашто некогаш или се премалку субдозирани, што велиме ние, па после трчат, велат, не им се симнува, кога ќе почне нешто поблаго да се симне и повторно вика сега се качи, што ќе правиме 40, нели, или 39, зависи од сериозноста на инфекцијата, ги фаќа паника на родителите. Значи, добра доза, мислам, адекватна доза, да го слушаат советот на докторот, да дополнително и средства, нели, додека почне да делува парацетамолот. Колку време е потребно да почне да делува лекот? Родителите ќе дадат сирупче, очекуваат веднаш резултати? Не може да, не се симнува веднаш, сигурно едно 45 минути и до 1 час некош е потребно за да се симне температурата и затоа треба да бидат стрпливи во тој период, да не се паничат дека нема да се симне. Ако е дадено доволно добро и детето има добар имунолошки одговор, здраво детенце, секако дека ќе се симне температурата, проследено со поење на течност и доволна на количина на течност и сепак ќе се симне. Битно е, значи, другите пропратни знаци, какви ги има детето. Како што споменавте, тоа е всушност најважниот момент. Имаме двајца гледачи, да им дадеме предност. Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме, во програма сте, повелете. Поздрав за вас и до докторката. Благодарам. Ме интересира едно прашање, дали е можно од расипан зап со гнојна кеса да се добие температура, веќе еве 4 денат на детево. Значи го однесов сега на забар и наеднаш се намали температурата. Сега, дали е тоа можно? Дали температурата веќе отиде на 39. На 39 температура, дали е доктор Митка можно? Зависи, да, запче обично отече зап и не дава толку температура, меѓутоа сепак тоа е еден гноен и воспалителен процес во забот кој што треба да го види стоматолог и можни се и покачување на температурата, но најчесто е асоциација и со некоја друга инфекција што се случува во организмот да се поклопи и затоа е добро и да го прегледа и педијатарот за оваа ситуација. Некогаш родителите велат моето дете качи температура бидејќи му избиваат запчиња. Се качува ли температура од тоа? Па и тука се попречни мислењата, вообичаено мислат дека дури да биде тоа, можеби е некоја мала субфебрилна температура од 38 нагоре не би ја поврзала со запчиња, бидејќи тоа е сепак физиолошки процес. Никнување не е патолошка работа, никнувањето на забите. Можеби во тој период некош се случува малку во процесот на никнување на забите да се намали имунитетот, па и тогаш да настанат некои мали покачување на температурата, па да се мисли и на запчиње, што некојаш и се случува, се разбира. Имаме уште еден гледач. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете. Едно прашање до докторката, се работи не за дете, него за поважна особа, заправо за моја жена, негде преку 70 години. Така, господине, но сепак денешната гостинка е педијатар. Значи, за повозрасни ќе имаме друга емисија во која што ќе добиете одговор. Денеска зборуваме само за здравјето на децата. Претпоставам, докторке, дека не би можеле да дадете... Што е поврзано прашањето. Ако е за температура, од која причина може да биде температура, не само од инфекција, рековме, дури и хронични, ако има некои автоимуни болести, жената, ако има тумори заради распад на ткива, исто така може да се случат причини за температура. Да доведат за температурата, да се покачи. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Дали имаме гледач на линија? Не, се исклучи во ред. Докторке, ги споменавме средствата за симнување температура.
парацетамол и бупрофен, тие се најкористените. Понекогаш кога температурата е упорна и не се симнува, родителите почнуваат да ги дават овие лекови наизменично, на 4 часа. Да. Што велите за оваа практика? Па да, и тоа се веќе као понови ставови, употребата наизменична или сендвич некојаш терапија велиме, која што треба сепак да се избегнува колку што може, меѓутоа може да се даде, бидејќи метаболизмот на двата лека е различитен, така да метаболизмот на парацетамолот оди преку црниот дроб и опасноста е кај него само да не се предозира и да настане оштетување, токсичност на црниот дроб при преголеми дози или многу често давање. Значи, треба да се држа до правилата колку треба да се дава од прилика на 6, минимално некој 4, али вообичаено од 6 до 8 часа да се дават, додека ибупрофенот е малку помоќен и неговото делување е поефикасно велиме и тој делува од 6 до 8 часа, за разлика од парацетамолот. Бидејќи тие имат различити патишта на метаболизам, може да се дадат во ситуации кога е дадено парацетамол, а времето на следното делување не може да се дочека, настанува висока температура, 39,5 општата состојба на детето бара да се даде сирупче, може тогаш да се даде ибупрофен, секако во, пак ќе речам, соодветни дози, така да давањето на парацетамол е од 10 до 15 милиграми по килограм телесна тежина, додека кај ибупрофенот е од 5 до 10 на килограм телесна тежина. Некогаш се случува детето да го поврати лекот по земањето. Така. Што во таква ситуација? Сега не знаеме колку се ресорбирало, колку останало, така, да дадем или да не дадеме. Точно се зависи од има дилеми. Така, од претходно дали е давано нешто или дали е таа болеста пропратена и со повраќање. Нели? Ако е инцидентално, еднократно и првите неколку минути веднаш по давањето и може да се повтори, меѓутоа да се гледа детето ако и понатаму повраќа не треба да се повторува, затоа што може да биде во склоп на самата инфекција, каде што не може да го приме на уста, или пак дури при кога има предозирање, сега ова зборувам во случај на предозирањето, самите симптоми на гадење, повраќање, болка во стомак се и при предозирање и интоксикација на самиот парацетамол, така да треба секако да се внимава. Значи да се држиме до оптималните дози и ако настане ситуација да мора да се интервенира порано, тогаш можеби минимум 4 сата да помине од давањето на парацетамол, може да се даде и ибупрофен. Колку денови може да се даваат овие лекови? Понекогаш е упорна температурата. Така, зависи од состојбата на детето. Кај новороденче првите 3 месеца една температура 38 или повисока, треба веднаш да се јави на доктор за да процени дали тоа ќе биде колку е сериозната на инфекцијата, дали ќе се лекува амбулантски или веднаш ќе се упати на болничко лекување, додека исто така и кај децата до кај 12-тиот месец температура 38,5, меѓутоа пропратена и со други значи, ако е детето малаксано, ако е поспано, ако повраќа, има пролив, не реагира, слабо јаде, не пие, треба веднаш да се јават. Додека кај другите деца над година дена со покачената температура 38,5, па дури 39, не треба веднаш да се реагира во првиот момент, да се остават децата, да се покушат, да се види и дали ќе се надоградат други симптоми на оваа ситуација, па за да се оди на доктор, дали детето веднаш ќе има некоја болка, интензивно, неутешно плачење, болка во уво, повраќање, затегнат врат, фотофобија, што ме викаме сметање на светлини и така натаму, каде што дури имаме сериозни знаци за сегање на централниот нервен систем или развој на пневмонија, болка во грлото заради стрептококна инфекција, тогаш треба да се јават на доктор. Но веднаш штом се качи температурата, не треба да се трча. Не треба, поготово среде ноќ, кога нели често се случува едно здраво 2-3 годишно дете средно добива температура, а тоа немало ништо, нели, да не се паничат родителите, да се обидат да му ја симнат на еден од овие начини на температурата и да дочекат утрината да видиме со која динамика ќе оди, дали ќе се повторува, дали ќе се качува, па да се слушнат со својот доктор, бидејќи сега чекалните како ни се полни, ако е температурата навистина, да речеме, побенигна појава, не е знак на сериозна
болест, некоја обична респираторна вирусна инфекција, може да закачи и нешто друго во нашите амбуланти во чекалница. Да. Двајца гледачи очекуваат вклучување во емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Едно прашање до докторката. Повелете. Сакам да прашам за 11-месечно дете. Така. Мислам, кога имаше она висока температура, ама за грчеви ме интересира како да се справи родителот со грчеви кога ќе дојде до тоа. Така, и сте имала искуство со грчеви? Не сме имали, ама почна да се тресе детето и заминавме на клиника. Веднаш појдовте на клиника, откако детето почна да се треси, таму добивте диагноза дека е фраз? Дека се грчеви? Не добивме, само они не вратија одма, ради што не се знае дали ќе дојде, вика, до тоа. Ама во случај кога би дошло, како да се справиме со тоа. Добро. Ти е многу мало, а не знаеме. Така, како да постапите. Ви благодарам, доктор, ќе да го слушнеме и следниот гледач, па ќе дадете одговори на двете прашања. Добар ден. Добар ден. Не, си исклучил гледачот. Повелете, доктор. Добро прашање. Една од можни последици на покачена температура може да бидат и конвулзиите. Меѓутоа не добиваат сите деца грчеви, значи многу е важна генетиката, наследната компонента за добивање, бидејќи некои деца и на 40 нема да добијат грчеви, а некои со 38 ќе добијат грчеви. Значи прво од наследноста, второ и темпото на брзината на симнување на температурата. Многу почесто тоа се случува ако рапидно се симне или нагло се покачи температурата, која што некогаш не можеме да го контролираме и да настапат тие грчеви. Значи, околу 2 до 3% од децата ги добиваат тие грчеви на возраст од 6 месеци до 5 години, ретко до 7 години, и тие се обично бенигна појава, кои што траат најчесто неколку минути, првите 5 минути и потоа поминуваат без да остават последици на мозокот. Ретки се тие ситуации, сегаш во нив има и некоја друга наследна компонента во фамилијата имала нешто и кои што тие се обично кои што може да траат долго или детето е во некој статус епилептикус, да речеме, па да евентуално очекуваме некакви оштетувања. Најчесто над 90% тие се бенигни, брзо поминуваат. Во тој случај детенцето губи свес, има укочен поглед, се тресе и подобро е како помош на родителите да се стави во една положба, бочна положба на страна и да не се обидува да се пика нешто во устата. Да го вадат јазикот. Да го вадат јазикот, да, детето сепак спонтано си дише и преку забите, отворите на устата дишек се, чека моментот да помине. Порано се дава веќе и чепчиња диазепам, поготово тие што при нападите што веќе беа доживеале еден напад, им се препорачуваше, меѓутоа во денешно време веќе и ги има и ги нема, затоа ќе треба да го исчекат нападот, да помине, после тоа да се ќе помине и спонтано, најчесто првите 5 минути поминува и да се упатат на доктор. Тоа е огромен стрес за родителите на вистина. Да го исчекаат. Да. Меѓутоа не можат, ако имат чепче и ќе му стават, се разбира, сега во последно време и си се снаоѓаат, од странство ги набавуваат, да, за да не го доживеат тоа, меѓутоа положба на страна. Така, некогаш родителите плашејќи се нивното дете да не добие конвулзи, превентивно става чепчиње кога беа достапни, а на времето дава и некои лекови. Да, едно време фенобарбитон беше, да, сега се овие надминати и дека не треба да се дава, само треба да се симнува температурата и рековме дека она температура не мора да биде строго над 38 со висока, него од ситуација на детето, например, или кога треба да спие детенцето, а нема тем висока, ама има дискомфорт, не може да спие, плачливо е, се врти, а треба да има и сон, да се одмори детето со цел да се одбрани, може и помалку пониска и 38 за да се ослободи детето, да се одспие, поготово ако не е давано цел ден, може добро ке му дојде и да не се плаша дека давањето на парацетамолот или ибупрофенот на температура која што не е многу висока, дека многу ќе му намали температурата. Да, тоа е уште еден страв, да се намали. Страв нема да се случи тоа, затоа што некојаш и далеронот, парацетамолот, се дава и за болки, каде што не е проследено со температура, така да не е опасно да се даде и тогаш, значи да не се плашат родителите и од
температурата, само да си ги проследуваат упатствата за давање, симнувањето и со физички средства и да мислам да не ги фаќа по паника, ќе си се изборат. Да го гледаат секогаш детето, дали има и нешто друго. Затоа што тие ќе направат оштетување кај грчевите, например, ова што спомна гледачката, нема да има последици, меѓутоа ако е детето дехидрирано може да го оштети мозокот или еден енцефалит и менингит понатаму, тогаш може, а самиот те грчиви од температурата не. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната тема. Доктор Тренчева ќе разјасни уште низа други работи поврзани со покачената температура во детска возраст. Продолжува магазинот за родителство 0+ месеци, зборуваме за покачената температура кај децата со доктор Митка Тренчева, педијатар во ПЗУ доктор Митка Тренчева. Доктор, ке имаме гледач на линија, да му дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Голем поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Е предизвикана од вакцина, од 6-валентна или од ММР вакцина. Добре. Што треба родителите да направат во тој случај? Дали треба веднаш да отидат на детска клиника или како да се справиме со температура предизвикана од вакцина? Еве уште едно интересно прашање. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Многу има стравови од вакцината МРП. А кај неја е карактеристично што температурата се покачува подоцна. Не веднаш по апликацијата како што се другите 6-валентни вакцини, меѓу 6-тиот и 14-тиот ден, вообичаено меѓу 8-тиот и 9-тиот ден е од 9 и 10 ден се покачува температурата и таа трае обично 1 до 2 дена. Не треба да се оди на детска клиника, нема потреба, може да се симне на вообичаен начин температурата и да се совет, ако трае веќе подолго, тие 2 дена колку што се очекува да е реакција на температурата, да се советува со својот матичен доктор што понатаму и дали има други знаци. Бидејќи за освен температура, бидејќи морбили, рубела и паротит, значи е составена од 3 дела вакцината, може понекогаш да се јави некој осип или па да отечат паротидните жлезди. Значи симптомите што ги носат, симптомите што се карактеристични на самите болести. Меѓутоа најчесто децата од пракса, колку што и јас ги гледам имале, се најчесто температурата, која што трае 1 до 2 дена и потоа поминува. Во случај да продолжи, значи се бара причина да не е асоциација и со друга инфекција, затоа што ова се јавува од 6 до 14 ден, можно е да било во инкубација со нешто друго или да стекнало, или да добило некој респираторен вирус кој што има кратка инкубација, па да се исполни повторно температурата. Докторке, зошто понекогаш децата кои што имаат покачена температура бунцаат, неповрзано зборуваат? Па тоа е еден вид на кратка халуцинација, како за сега е на централниот нервен систем, меѓутоа кога после разбунцањето се заврши, периодот се симне температурата, детето е нормално, не значи ништо. Само значи бунцање во тек на засегање на централниот нервен систем во смисла на некој менингит, енцефалит е сериозна работа, а бунцањето е само краткотрена халуцинација која е бенигна и поминува. Кога детето ќе качи температура, обично родителите веднаш одат во лабораторија да испитаат ЦРП, дали е покачен или не, потоа прават крвна слика, да видат дали се покачени леукоцитите, тромбоцитите и слично. Колку време по првите симптоми со покачена температура препорачувате да се направат вакви испитувања и дали се реални? Првиот ден откако ќе се качи температурата? Обично, точно сега младите родители знаат веќе се дури доаѓаат спремни со направени крвни слики и ЦРП и така натаму. Меѓутоа за ЦРП-то е всушност еден протеин кој што се синтетизира во црниот дроб и не е строго специфичен само за инфекциите, бидејќи може и во други ситуации да се појави, дури во нормални физиолошки појави, например, втора половина на бременоста кај жените, како пример кажувам. Меѓутоа, сепак, во нашата педијатриска пракса, најчесто како маркер за инфламација, го користиме, меѓутоа го споредуваме во однос на другите параметри. Тој се, значи, ствара првите 4 до 6 сата, меѓутоа почнува да се синтетизира, меѓутоа максимумот го достигнува
48 часа после започнувањето на инфекцијата, така да не е и логично одма да се направи, бидејќи бројката ќе биде нереална, ќе биде ниско, температурите ќе следат и следниот и наредниот ден, и ако тоа се повтори, ќе се види дека било многу повисок и ќе ги фати паника родителите. И всушност тој е благо покачен кај вирусните инфекции, додека е повисок кај бактериските инфекции. Меѓутоа цениме и со другата крвна слика, многу неопходно е да се направи и преглед на урината, бидејќи кај деца кои што имат поготово доенчиња или мали деца, само покачена температура, без други симптоми, може да значи некогаш и уринарна инфекција, бидејќи уринарната инфекција е втора по зачестеност на инфекции после респираторните кај децата. И треба да се мисли и на тоа. Кога родителите ќе видат покачено ЦРП, обично веднаш сметаат дека детето има бактериски инфекции и инсистираат да се даде антибиотик за да се симне температурата. Што значи благо покачено ЦРП? Кога сметате дека е тоа високо? Кои други параметри треба да бидат изместени за да укажува состојбата на бактериска инфекција? Така, треба да се гледа и во леукоцитната формула, каде што леукоцитите со неутрофилија ќе бидат зголемени, како и ЦРП-то кое што е реално во адекватен временски период направен, и ако тоа е благо само покачено, едно 10-15 вирусна инфекција не значи ништо, дури до 40 може да значи. До 40 до може да значи вирусна инфекција со другите параметри ако се нормални и добри. И има клиника на прокашлување, ностечење, значи е вирусна инфекција. Не треба одма антибиотик, тој нема да го обори одма ЦРП-то, значи антибиотикот ја лечи бактериската инфекција, меѓутоа повисоко, поготово кај стрептококни инфекции, воспаленија на уво, пневмонии, уринарни инфекции, секако каде што е повисоко, треба да се даде во тој случај, значи при бактериска инфекција да се даде антибиотик и тогаш антибиотикот е даден соодветно и на место. Треба да се делува. Но доколку неоправдано се даде, ќе симне ли температурата? Нема да ја симне. Некако, јас последниот ден пред празниците имав така детенце кое што направивме и тест, испадна грип. Меѓутоа, таткото веќе отишол дома, си имал растворен антибиотик и му дал и одма на телефон, па не му се симна, вика, со антибиотикот, вика, температурата. А викам, кој рече дека треба да пие антибиотик за температурата? Така, една заблуда да се разреши, антибиотикот не ја симнува покачената температура, доколку не е предизвикана од бактериска инфекција. Во последниве месеци, може да се каже, децата се постојано болни, доктор Витка. Растечени носиња, болно грло, покачена температура, родителите навистина веќе се во дилема за што станува збор, постојано се плаша да не е ковид, еве сега грипот е присутен. Да, имаме многу грип, мислам, не многу, ама прилично грип може да се носи исто колку и короната, дури и повеќе. Барем задниве 2 недели многу се покачи бројот на респираторни инфекции, настинки, грип, инфлуенца А, пошто имаме и брзи тестови, можеме да детектираме, има доста грип, што не беше карактеристика додека беше само короната. Така. А тоа зошто е така? Затоа што сега веќе нели се отворија училишта, градинки, има мешање веќе на популацијата и си се јавија и старите работи и старите болести, да речам. Грипот оди со висока температура кај децата? Оди со грипот е сериозна болест. Децата лошо ја поднесуваат? Да, со висока температура, 39-40, со јака главоболка, после доаѓа сува кашлица, значи тука нема толку течење на носот, него тука е главоболка, изнемоштеност на целото тело, тие лежат, не можат од кревет да станат. И така лоша општа исцрпеност, лоша општа состојба. Додека кај настинките повеќе оди со кивање, течење на нос, гребење на грлото, благи респираторни симптоми, децата обично се на нога и лесно тоа го поднесуваат. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Тука истекува денешниот термин. Имав јас уште низа други прашања, но секако постои можност уште една наша средба, уште едно дружење во студиото на Телма и уште една емисија полна со совети и препораки за нашите родители пред се. Благодарам на поканата.
Почитувани, ова беше се во емисијата во која што говоревме за покачената температура во детска возраст. Добивте навистина корисни насоки што да преземете во случај вашето дете да качи висока температура, кога да направите крвна слика, кога да започнете со спуштање, на каков начин да ја следите неговата општа состојба. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.